Осма плоча. Штом зората со зрак светна, Гилгамеш се крена и кон постелата на пријателот приде. Мирно лежеше Енкиду. Тивко градите му се креваа и спуштаа. Тивко од уста с дивот на душата му истечуваше. А Гилгамеш плачеше и зборуваше. Енкиду, пријателе млад, каде сила ти остана, а гласот каде? Каде е мојот Енкиду? Како лав, како див бик беше силен, како газела беше брз, како брат те сакав тебе. Велик меѓу сите кнезови те направив, тебе. Сите убави жени на Урук те љубеа тебе. Во Кедровата гора со тебе одев. Дење и ноќе со мене беше. Со мене главата на Хумбаба ја донесе во Урук утврден. Радосно жителите не величаа. Ние, чудесниот бик што збивташе, го убивме. Да не здивот негов те отру. Може великите богови не ни одобрија против Иштар срдито што станавме, та бикот од небото пратен го убивме. Молчејќи до постелата на пријателот лежеше, а погледот во далечина му скиташе. Пак Гилгамеш во Енкиду гледа. Мирно лежеше Енкиду и спиеше. Енкиду, пријателе на моите млади години. Тука лежи тој пантер на степите, што стори се, на брегот на боговите да се качиме. Небесниот бик да го собориме и убиеме. Хумбаба да го совладаме. И Кедровата гора што живееше. Каков длабок сега те обзеде сон, та лицето ти е мрачно и не ме слушаш веќе. Но Енкиду очите кон другарот не ги крена. Гилгамеш срцето му го допира, но срцето веќе не чукаше. Како невеста, тогаш тој другарот свој го покри, на лав сличен, својот тажен глас го крена. Како лавица со копје погодена зарика тој. Косите си ги корнеше и ги фрлаше. Облеката си ја искина и облече жална и прашлива. Штом првиот утрен зрак светлина, Гилгамеш нова тажачка зареди. 6 дена и 6 ноќи го оплакуваше Енкиду, пријателот свој. Се до 7-миот ден, додека руманилото утринско не осамна, незакопан го остави. 7-миот ден Гилгамеш пријателот си го закопува и градот Урук го напушта. Тој по степата одна во Ита. Таму ловец еден сретна. Јами за лавови што копа. Ловецот на кралот му проговори и вака на Гилгамеш му рече. Возвишен владетеле, ти страшниот чувар на Кедровата гора го уби. Та Хумбаба го совлада. Со своја рака лавови на бреговите убиваше. Силниот бик го уби. Богот на небото што го прати. Зошто ти се толку образите бледи и спиени, а лицето толку натажено? Зошто ти е душата огорчена, а ставата подведната? Зошто тажењето в срце ти е толку гласно? Зошто личиш на патник од далечина што иде? Зошто лицето од ветар, од дожд и од сонце пладневно ти е изгорено? Зошто толку немирно преку полето иташ? Гилгамеш уста отвори, збори. Мојот пријател, што како конј верен ми беше приврзан. Пантерот на степата, Енкиду, пријателот мој, кој стори се на брегот на боговите да се качиме, небесниот бик да го фатиме и убиеме, Хумбаба да го совладаме, во Кедровата гора што живееше, по клисурите лавови да убиваме, мојот пријател, кој со мене сите опасности ги делеше, него судбината човечка го втаса. 6 дена и 6 ноќи го оплакував, се до 7-миот ден, незакопан го оставив. Судбината на пријателот тешко ме погоди. Затоа преку полето итам и барам далечина. Како тагата и болката да ја стиша, како да се утеша? Пријателот што го сакав, земја стана. Енкиду, пријателот мој, грст земја се стори. Зар и јас ко он ќе морам да се смирам и довека да не станам?